Швајцарската амбасадорка во Република Македонија Сибил Зутер Техада во придружба на Франсуа Салами, одговорна во СЕКО за економски прашања, и градоначалникот Никол Чуилиев, денеска ја посетија пречистителната станица кај Мојанци за да се уверат во текот на изградбата на истата и тековните активности за целосна реализација на овој капитален проект. Од тоа што можеше да се види на теренот, работите се одвиваат според предвидената динамика, што дава гаранција дека предвидените рокови ќе бидат запазени. I'm glad to be back. Е драго што сум денеска повторно во Кочани. Последната посета беше пред 6 месеци. И ме радува што гледам очигледен прогрес во работите на градежните работи на новата пречистителна станица за отпадни води. Очекуваме да градежните работи завршат до крајот на оваа година, а пуштање во оперативност, односно во работа, да биде некаде во средината на идната година. Стручњаците засегнати околу реализацијата на проектот на заедничкиот информативно договорен состанок потврдија дека динамиката и квалитетот на градежните работи, како и монтирањето на опремата се одвиваат во рамките на воспоставените стандарди, а очекувањата се дека до напролет ќе заврши реализацијата за наредното лето да може да биде пуштена во употреба оваа своевидна пречистителна фабрика. Јас бев тука минатата година и навистина сум среќна што го гледам ваков напредок на работите. Задоволни сме од она што го гледаме, задоволни сме од соработката со Министерството за животна средина и просторно планирање и секако од соработката со општина Кочани. Но покрај градежните работи што тука се одвиваат и кои би требале да бидат завршени до крајот на оваа година, а да се пушти пречистителната станица во работа идното лето 2019, сакам да кажам дека работиме и на зајакнувањето на капацитетите на јавното предпријатие Водовод од Кочани и се обидуваме да го зголемиме нивното знаење, да ги подобриме практиките, а се со цел да можат самото јавно предпријатие да пружи добри услуги за своите граѓани, односно услуги со добар квалитет. Инаку очекувањата се дека проектот може да добие регионален карактер со приклучување кон пречистителната станица на колекторскиот систем на општина Виница, со што ќе се добие целосен ефект од аспект на заштитата на животната средина и на реката Брегалница. За реализацијата на овој капитален проект, пречистителна станица и колекторски систем за отпадни води, чии почетоци датираат од 2011 година, средства се обезбедени од финансиската помош од владата на Швајцарија преку Агенцијата за развој и соработка СЕКО. Конкретно, швајцарците го обезбедија грантот од 21 милион франци, а околу 2 милиони евра се обезбедени од буџетот на Република Македонија.